Добродојдовте во урбаните вести на Прва Скопска. По повод одбележувањето на 14 години од смртта на поранишниот претседател на Република Македонија Борис Трајковски, делегација на град Скопје положи свежо цвеќе на неговиот гроб во алијата на великаните на градските гробишта Бутел. Ова беше денешната најавна вест, а другите информации од урбаните вести веднаш по генералната најава. Фрлени 455 тони сол на градските улици и булевари. Поради снегот, скратени повеќе автобуски линии. Внимателно управување со возилата на снег препорачува Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Одбележани 74 години од смртта на Кузман Јосифовски Питу. Во текот на изминатите часови со механизација поминати се сите булевари и улици што се во надлежност на градот, а дополнително со сол се поминати и така наречените критични точки, соопштува град Скопје. Екипите на зимската служба будно ја следат состојбата на градските сообраќајници и подготвени се да интервенираат според потребите, додаваат од градот. Поврнежите од снег кои се уште траат, зимската служба на град Скопје интервенира со механизацијата на јавното претпријатие улици и патишта, односно со 19 разновидни возила и машини, а на располагање е и механизацијата на преостанатите јавни градски претпријатија. Во текот на вчерашниот ден и изутрината на градските улици и булевари се фрлени 455 тони индустријска сол. Во текот на изминатите часови, соопшти од град Скопје, со механизација поминати се сите булевари и улици што се во надлежност на градот, а дополнително со сол се поминати и на така наречените критични точки. И во текот на денешниот ден, екипите на зимската служба будно ја следат состојбата на градските сообраќајници и ќе интервенираат според потребите согласно условите на терен. Град Скопје им препорачува на возачите да возат внимателно и да се придржуваат на условите на коловозите. Подсетуваме дека во надлежност на град Скопје се булеварите и поголемите градски улици, а преостанатите улици се во надлежност на општините и тие се задолжени за нивно чистење и одржување, велат од град Скопје. Оттаму апелираа до сите стопански субјекти во градот и до сите граѓани, кога ќе падне снег, да ги почитуваат законските обврски и да го расчистуваат снегот и мразот од пристапите до нивните деловни, односно стамбени објекти. Општините Карпош и Ѓорче Петров ги расчистуваат општинските улици од снежната покривка. Отворени се и телефонски линии за пријавување на нерасчистени улици и тротоари. Со првите пообемни врнежи на снег, општина Карпош ја ангажираше фирмата Анизор, задолжена за одржување на сообраќајници и патишта во зимски услови на територијата на локалната самоуправа. Од синоќа фирмата со 3 возила, со 2 камиона опремени со нож и фрлач на сол, како и со крамер, специјално возило за расчистување на помали и тешко пристапни улици, непрекинато работат на расчистување на снегот. До сега е интервенирано, односно снегот се чистеше и улиците се посипуваа со сол на патот за Горно Нерези, на улица Трнодол за насилбата Трнодол, на улица Жданец за насилбата Жданец, на улица Ловкенска број 4 и 9 и во насилбата Бардовци на улица 4 и 6. Инаку во последните 14 часа расчистени се повеќе улици во Карпош 1 и Карпош 2, кај полициската станица и кај машински факултет. Во Карпош 3 и Карпош 4 се расчистува и улиците во Влае 1, се до кеот на Вардар, до клиниката Невромедика, во Влае 2, како и во Тафталидже 1 и 2. Освен со механизација, улиците и пешачките патеки во Карпош се расчистуваат и рачно од страна на работниците од локалната самоуправа задолжени за комуналната хигиена, кои чистат пред градинките, училиштата и поважните институции. По интензивните врнежи од снег во текот на ноќта и утрово, снегот се расчистува и во општина Ѓорче Петров, каде се фрлени над 200 тони сол. Исчистени се улиците во Волково, Орман, патот кон Микиштани, околу училиштата, а се фрлаше сол и по автобуските станици, информира општина Ѓорче Петров. По пријава на граѓани, службите излегле на терен и по споредни улици низ целата општина и пред објекти кои поради снегот биле тешко пристапни. Граѓаните може да пријавуваат проблеми од снежните врнежи на телефонските броеви 20 44 411 и 20 39 207. На расчистување на снегот работат и екипите на општините Аеродром и Центар. Приоритет во расчистувањето имаат приодите до градинките и училиштата, како и автобуските постојки.
Зимската служба на општина Центар во вечерните часови ги чистеше улиците од снегот на делот на Водно. До сега се исчистени улиците Загребска, Ганчо Хаджипанзов, Караорман, Капиштец и Питугули, а се чистат улиците на Долно Водно и Водно. Општина Центар ги повикува граѓаните доколку имаат проблеми со снегот да се јават на телефонскиот број 076 313 381. Општина Аеродром пак во текот на ноќта го расчистуваше снегот во Горно и Долно Лисиче, улиците Тодор Чангов и Ѓорги Капчев и улиците околу поликлиниката Јане Сандански. Двете општински возила во текот на вечерните часови фрлија вкупно 12 тони сол, а акцијата продолжи и денеска. Сезонските работници се ангажирани да ги расчистуваат периодите околу градинките и училиштата, а се интервенира и на автобуските постојки, информира општина Аеродром. Како последица на интензивните врнежи од снег, повеќе автобуски линии кои се обраќаат до повисоките делови од околината на Скопје се скратени, односно се временно прекинати, се до целосно расчистување на улиците. Поради снегот денеска во Скопје повеќе градски и приградски автобуски линии се скратени. Не се обраќа автобусот до Нерези, Македонско село, и приградските линии 64, 80, 80А и 180. Како што соопштува ЈСП Скопје, автобусот со број 3 место до Панорама се обраќа до Клинички центар, а 16 место до Пржино се обраќа до црквата Света Петка. Автобусот со број 24 се обраќа само до Киселавода. Од приградските линии, автобусите со број 58, 58А и 58Б место до селата во општина Сопиште се обраќаат до Киселавода. Автобусот со број 164 се обраќа до Орман, 160 до Шишево, 81 до Чучер, 74 до Драчево, а 73 до фабриката Усје. Автобусите со број 11 и 11А место до Рашче и Горно Свиларе се обраќаат до рампата пред селото. Автобусот со број 32 се обраќа до Сарај, 47 до Радишани, а 47А до Љуботенски пат. Автобусите со број 51 и 51А се обраќаат до крстосницата пред селото Студеничани, 53 оди само до село Катланово, 55 се обраќа до мостот пред Рачиново, а 55А место до Брњарци до крстосницата. Автобусот со број 61 место до селото Повожје се обраќа до Каменоломот, 63А оди до Бунарџик, 64А оди до Орман и 65 и 65Б до Црешево. Автобусот со број 65А место до Страчинци се обраќа до Гробиштата, 68 до Ржаничино, а 70 место до Батинци се обраќа до главниот пат до вториот мост. Од ЈСП Скопје информираат дека контактираат со зимската служба на град Скопје и во зависност од временските услови се очекува поголем дел од овие линии нормално да се обраќаат. Возењето по снег, замрзнати патишта и силен ветер и проблемите и ризиците со управувањето на возилото и застанување на лизгав пат ќе се сведат на минимум доколку се почитуваат пораките и советите од искусните возачи. Затоа Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата советува внимателно и безбедно управување со автомобилите. Внимателно и безбедно управување со автомобилите и приспособена брзина на условите на патот, порачуваат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за возење на снег. Возењето по снег, замрзнати патишта и силен ветер и проблемите и ризиците со управувањето на возилото и застанувањето на лизгав пат ќе се сведат на минимум доколку се почитуваат пораките и советите од искусните возачи, наведуваат од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Според нив, прво и основно правило за возење по снег е внимателност. Сите промени, без разлика дали во прашање промена на правец или на брзината, потребно е да се прават внимателно, без брзање и со големо чувство, бидејќи наглите промени може да доведат до губење на контролата на возилото, советуваат од РСБСП. Во текот на тргнувањето, нивниот совет е да се отстрани снегот пред автомобилот и гумите, особено возачите кои немаат доволно искуство. Во услови на снег и мраз потребно е да се даде газ, но педалата за менување на брзина треба да се испушта многу поспоро и повнимателно отколку што тоа се прави на сува површина. И на тој начин погонските тркала во целост би ја зафатиле лизгавата подлога и би можеле да го придвижите автомобилот, наведуваат во соопштението. За возење по лизгав пат посочуваат се применуваат други техники за разлика од управување на возилото по суви површини. Во пракса може да се почувствува дека малку поголема брзина доведува до изненадно лизгаво
солизгање на погонските тркала. Доколку се најдете во таква ситуација, единствена помош е да ја намалите брзината, никако нагло, туку полека и внимателно тргнете ја ногата од педалата за газ. Стопирачките треба да се користат само во неопходни ситуации, внимателно и постепено, се истакнува во соопштението. Советуваат дека при менување на брзината педалата на газ потребно е да се испушта многу внимателно. Наглото испуштање може да го пролизга автомобилот. Педалата за комплук да се притиска нежно, да се смени брзината, полека да се испушти педалата за комплук и истовремено да се додаде газ, но многу малку газ, значително помалку отколку што тоа го правите на сув пат. На возачите им порачуваат дека при возење во кривина во случај на поголема брзина во кривина, автомобилот по правило се обидува да го задржи правецот на движење и затоа треба да се тргне ногата од педалата за газ и на тој начин се дозволува предните гуми да престанат со лизгање. Според нив, најголема грешка кај повеќето возачи е што во такви ситуации уште посилно го вртат управувачот во кривината и панично притискаат на кочницата, а всушност треба да се прави спротивното. Кочењето, посочуваат, е дозволено само во крајни и безизлезни ситуации, а во случај автомобилот да се движи право во кривина, додатното вртење на гумите може уште повеќе да ги блокира. Скопскиот аквадукт ќе се врати на туристичката мапа на Скопје, најави градоначалникот Петре Шилегов. Ќе се постави урбана опрема, потребната сигнализација, како и културна инфраструктура за да се изгради летна тераса. Конечно, Скопскиот аквадукт ќе биде реставриран и ќе има повеќе придружни рекреативни и културни содржини. Први за конзервација ќе бидат најзагрозените делови од аквадуктот, а понатамошната реставрација ќе се одвива во неколку фази. Во посета на аквадуктот беше премиерот Зоран Заев заедно со министерот за култура Роберт Алагјозовски и градоначалниците на град Скопје и општина Бутел. Премиерот Заев информираше дека со конкретни акции ќе се работи на заштита на културното наследство. Просторот околу овој бесценет историски објект, кој во изминатите години беше претворен во дива депонија, оставен запуштен, без никаква грижа, сега е целосно исчистен. Од тука па натаму продолжуваме со интензивна акција, која треба оваа локација да ја претвори во атрактивна дестинација за граѓаните на Скопје, на Македонија, но и за регионалните и светските туристи. Министерот за култура Роберт Алагјозовски рече дека во 2018 година издвоени се 1 милион и 100.000 денари за изработка на проект за конзервација и реставрација на Скопскиот аквадукт. За оваа наша уникатна знаменитост ќе издвоиме и повеќе за да спречиме таа да пропаѓа и да го заживееме овој прекрасен дел од градот. Освен тоа, Министерството ќе ги поддржи програмски и културните содржини кои што ќе ги реализираат градот и општините на чија територија е локалитетот и контактните зони. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов најави дека градот ќе обезбеди соодветна инфраструктура во контактните зони со аквадуктот. Ќе се постави урбана опрема, потребната сигнализација и изградба на летна сцена од 600 до 1000 седишта. Од програмата за јавни дејности на градот Скопје на оваа локација имаме предвидено изработка и изградба на она што недостасува на нашиот град, а тоа е летна сцена со 600 до 1000 седишта. Оваа сцена ќе биде изградена надвор од заштитното подрачје и при тоа ќе биде изведена на начин што нема да смета на визурата на аквадутот. Започнавме проектирање на рекреативна велосипедска патека од кајакарскиот клуб во градскиот парк, покрај реката Серава, низ Момин поток и покрај касарната Илинден до самиот аквадут. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски најави дека општината ќе превземе обврска за хортикултурно уредување на просторот околу аквадуктот и позачестени контроли за да не се претвори повторно во депонија. Редарските служби кои што се веќе составени во склоп на општината многу често ќе доаѓаат и ќе ги решаваме, се надевам, сите проблеми кои што ги имаме. Уште една благодарност до општествено одговорните фирми во Визбего кои што помогнаа за почеток на оваа акција околу чистењето. Околината околу Скопскиот аквадукт е исчистена, а се планира и поставување на урбана опрема и информативни табли со цел овој локалитет да стане повторна атракција за посетителите. Последни посериозни интервенции на аквадуктот се реализирани пред неколку години. Инаку Скопскиот аквадукт е единствениот ваков споменик на културата во Македонија и е еден од трите најголеми и најзачувани во поранешна Југославија, заедно со аквадуктот на Диоклецијан во близина на Сплит во Хрватска и аквадуктот кај Бар во Црна Гора.
Општина Карпош и Сојузот на борците на Македонија одбележаа 74 години од смртта на Кузман Јосифовски Питу. Во насока на негување на споменот и сеќавање на Кузман Јосифовски се одржа и литературно читање од учениците од основното училиште Владо Тасевски од Карпош. Општина Карпош и Сојузот на борците на Македонија одбележаа 74 години од смртта на народниот херој, еден од главните организатори на антифашистичкото движење Кузман Јосифовски Питу, во присуство на членови на фамилијата на Кузман Јосифовски Питу, борци од народно-ослободителната борба, советници, граѓани и организации. Се одржа пригодна програма пред спомен обележјето во населба Козле. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев ја истакна важноста на улогата на Кузман Јосифовски во антифашистичкиот период и неговиот придонес во народно-ослободителната борба. Наша обврска е да го негуваме споменот за еден од главните организатори на антифашистичкото движење и на народно-ослободителната борба на Македонија. Како упорен борец за создавање на македонска држава, Кузман Јосифовски Питу е длабоко вмрежан во светлата страна на македонската историја. Придобивките од НОБ се големи, истите треба да ги вреднуваме и да ги пренесуваме на новите и идните генерации. Борбата за независна и слободна Македонија од секогаш представувала врвна вредност за сите нас. Но вие, борците од народно-ослободителната борба, успеавте да ја добиете клучната битка и да ни овозможите слободна и самостојна татковина. Денеска, наша обврска е да продолжиме по вашиот пат. Ако во минатото слободата представувала врвен и достижен идеал, овие денови врвна вредност е да се избориме за подобар живот на сите граѓани, да работиме на економски напредок, на заедница која е отворена за сите и ги вклучува различностите. Богоев се усврна и на фактот дека постои вистинска потреба од драстично подобрување на односот кон Сојузот на борци на Македонија. Како градоначалник на општина Карпош, давам збор овде пред вас, дека кон вас и вашето здружение ќе се однесуваме со пиетет и должна почит во предстојниот период, водејќи сметка за долготрајното негување на споменот од НОБ и чествување на важните моменти од нашето минато. Своје обраќање имаше и професор доктор Трајко Стаматовски, председател на градскиот одбор на Сојузот на борци на Македонија. Стаматовски говореше за раниот живот на Кузман, истакнувајќи дека тој бил најсветла звезда на македонското револуционерно небо. Присутните имаа можност да слушнат за студентските динови на Питу, кој бил голем интелектуалец, а жарот за слобода и неговата предаденост на идејата за подобар живот на македонскиот народ ја покажувал и низ факултетските аули. На ова место пред 74 години згасна животот на народниот херој Кузман Јосифовски Питу. Ќе кажем уште на почетокот. Кузман Јосифовски Питу е една од најсветлите звезди на македонското револуционерно небо, една од најзначајните фигури на македонското народно-ослободително движење. Кузман Јосифовски уште од мали денови добива и политичко образование. Основното политичко образование го добива од баба му Зака, која уште подсвежи сеќавања од Илинденското востание, му зборува за настани и личности од Илинденското востание. А ве молам да имате предвид дека Кузман Јосифовски е роден 915 година. Тоа значи дека само 13 години по Илинденското востание, кога спомените од Илинден се уште живи и баба му ги пренесува нему и го напојува со идеите на македонското револуционерно движење. Во
Во насока на негување на споменот и сеќавање на Кузман Јосифовски се одржаа литературни читања од ученици од основното училиште Владо Тасевски од Карпош. Главен мотив беше делото и мисијата на Кузман, како и борците кои биле дел од народно-ослободителната борба. Сајмот на книга оваа година ќе се одржи во спортскиот центар Борис Трајковски. Долгогодишната традиција на одржување на сајмот нема да изостане ниту оваа година, иако ќе биде преместен на нова локација. Сајмот на книга годинава ќе се одржи во салата на спортскиот центар Борис Трајковски, бидејќи Скопскиот сајм веќе не работи, информира денеска Министерството за култура како покровител на манифестацијата. Министерството за култура во соопштение вели дека раководството на салата има разбирање за потребите на издаваштвото во Македонија, како и за страста за читање на публиката. Потокму затоа сајмот годинава ќе се одржи во нашата најголема сала, која нуди мултифункционални простории и може да се адаптира на манифестацијата. Во наредните денови Министерството за култура ќе организира повеќе средби со организаторите и здруженијата на издавачи за сајмот и за обезбедување на потребната поддршка. Сајмот на книга годинава ќе се одржи по 30 пат. Во организација на таеквондо клубот Ахилиус со поддршка на општина Газибаба се одржа семинар за таеквондо на кој свое предавање за новините во таеквондото имаше грандмастер Сакис од Грција, врвен таеквондо мајстор. Градоначалникот Борис Георгиевски, кој го посети семинарот, истакна дека поддршката на општината за развојот на спортот ќе продолжи и во иднина. Тренинг семинар во кој учествуваа сите таеквондо клубови од општина Газибаба се одржа викендов во спортската сала Методија Антоновченто во населбата Мажари во организација на таеквондо клубот Ахилиус со поддршка на општина Газибаба. На овој таеквондо семинар, кој е од голема важност за клубовите, предавања за новитетите во таеквондото беа презентирани од грандмастер Сакис од Грција, врвен таеквондо мајстор со големо искуство во овој спорт. The first time when I coming here, I try to teach Првиот пат кога дошол овдека се обидел првин да не научи на брзината, тоа што е најдобро, најосновно во таеквондото, освен тоа и за високи скокови, освен тоа основната техника и борбите, тоа беше пред 2 години и мисле дека за овие 2 години значително напреднале нашите деца. Секако дека се надева последниве 4-5 години како што не гледа како што напредуваме, сигурен е дека ќе освоиме некој медал. Why not? Градоначалникот Борис Георгиевски, кој присуствуваше на овој семинар, нагласи дека општина Газибаба е голем поддржувач во развојот на спортот и дека особено среќен што токму од Газибаба има спортисти кои се дел од таеквондо репрезентацијата на Македонија. Тој нагласи дека општина Газибаба и во иднина ќе продолжи да ја дава својата максимална поддршка во развојот на спортот за создавање на здрава младина. Општина Газибаба, јас како градоначалник силно ги поддржуваме овој спорт и единствени сме во градот Скопје, каде што училишниот спорт е комплетно развиен во сите дисциплини. Даваме поддршка на младите спортисти, обезбедувајќи спортски стипендии, обезбедувајќи финансиска поддршка на спортските клубови и за спортистите во индивидуалните спортови. Токму во таа насока, како општина, ова година во буџетот планираме обнова на повеќе спортски игралишта, како изградба на нови. Во буџетот за 2018 година планираме комплетно да изградиме нов спортско-рекреативен центар во Црешево. Се во насока на активна поддршка за развојот на спортот, создавајќи здрава генерација млади кои во иднина ќе бидат наши спортски представници. Тренерите на клубовите од општина Газибаба, Тигри, Ахилиус и Феникс велат дека пред се сакаат да ги тргнат децата од улица и правилно да ги насочат. Тие веруваат во нив и на бројни надпревари во и надвор од Македонија постигнуваат одлични резултати. Семинарот во Газибаба за клубовите овдека е од огромна важност затоа што таеквондото како и сите спортови е подложен на промени и на нови правила. Правилата што ги воведуваат директно од главниот штаб Headquarters Кукивон во Кореја. Грандмастер Сакис е член на тој клуб и сите нови промени и иновации кои што се ги дознаваат првин они и Грандмастер Сакис е одговорен за Балканот тие промени да ги воведе тука на Балканот и веднаш од старт, веќе од самиот почеток да почнеме да вежбаме со тие и со новите правила полесно да бидеме прилагодливи, за да можеме нормално да конкурираме на останатите земји. И се надевам дека еден ден и од ова
општина овдека ќе излезе и олимпиец и ќе направиме врвни резултати. Ако не друго, барем ги тргаме децата од улица, што се секој ден, секој поручек се во спортската сала и таа нивна желба ние растиме и секако нивната мотивација и наша дополнителна мотивација да вродиме со повеќе плут и со повеќе успех. Мојата метода на работа е што помалце деца на улица, повеќе на тренинг, пред се да се дружат децата во клубот, да имаме да речеме да функционираме како едно семејство. А сите меѓународни надпревари кои што одиме, забележуваме значајни резултати. Секогаш имаме 1 до 2 златен медал, бидејќи одиме со помал број, околу 5-6 надпреварувачи, секогаш се враќаме со златни медали. За во светски рамки, ни треба многу повеќе работа, ни требаат многу повеќе вакви семинари и многу повеќе вложување во спортот. Во наредните денови земјата ќе биде под влијание на многу студена и влажна воздушна маса, што ќе услови се постудено време со повремен снег. Во текот на денот врнежите ќе се префрлаат кон исток, каде што ќе бидат поинтензивни. Локални врнежи од снег ќе има и утре, претежно во западните делови, а краткотраен снег е можен и во ноќта кон среда и претежно на југот. До четврток, кога ќе има прекин на врнежите, температурите ќе бидат значително под просекот за овој период од годината. Најстудено ќе биде во среда и четврток преку ноќта, кога утринската температура наместа ќе се спушти и под -10 степени. Од петок температурите релативно брзо ќе се покачуваат. МТМ е по продолжение на вестите. И за крај уште една информација која стигна од општина Киселавода. Оттаму информираат дека се расчистуваат улиците од снежните наноси. Со помош на камиони и механизација за расчистување на снегот фрлени се околу 20 тони сол. Интензивно се работи на расчистување на просторот околу градинките и основните училишта, а се интервенира и на автобуските постојки. Кризниот штаб на општина Киселавода е во постојана координација и со службите на јавното претпријатие улици и патишта кои ги расчистуваат главните улици. Со оваа информација ги завршуваме вестите. Ви благодарам што бевте со нас. За повеќе информации посетете и нашата веб страна. Довидување.